Добро вечер. Вие сте на подкастот на Радио МОВ Герила Радио. Јас сум вашиот водител Илија Ангеловски Гила. Во денешново издание имаме гостин кој што е еминентен музичар, текстописец, продуцент, инаку еден од моите помилени бендови се и човекот е фронтмен на тој бенд. Станува збор за Владимир Попхристов. Мио, Владимир, добре дојде во емисијата Герила Радио на подкастот Герила Радио на Радио МОВ, нели? Здраво, Гиле, брате мој. Добре дојде. Добро те најдов. Ние тука се гледаме, нели, почесто, пошто Дојди малце поблиску до микрофон, да не те Да. карам сега тука пред камера. пред камера. Значи, ние тука се гледаме зашто, нели, работиме веќе неколку пати. Помагаш тука, нели, за да изгледа вака перфектно, нели, средано, скоцкано студиото, нели, за да имаме добра техничка поддршка. Но ти се сега тука дојден во друго својство, значи како гостин и фронтмен на мојот омилен бенд, еден од помилените бендови, нели, секако ДНО. На почетокот би те запрашал од каде името ДНО? Па прво беше ДО, Мгм. друштво со ограничена одговорност. Onda свативме дека, знаеш, ние и сами како луѓе не бевме со ограничена одговорност, бевме со неограничена и само го сменивме тоа. ДНО, значи друштво ДНО, со неограничена неограничена одговорност. одговорност. Што? Има и други подимиња, Мгм. као Дива и незајажлива орда, Така. која ни го дае Аца Станковски, режисерот, кога Така. снимавме и бевме млади и луди. Другите да не ги кажувам, пошто не се баш за во јавност, али тоа е тоа. Сакав да те прашам околу филмографијата. Ти учествуваш во филмот Маклабас? Не, Мгм. не. Нашиот се викаше Magical Mystery Cure. Така. Да. Во Маклабас Имате... имате, Маклаба Скилија. значи само кили. Килија. Вие како ДНО не се појавувавте или Не. А не беше ти на некоја сцена или јас нешто имам побркано? Може да имаш побркано гира, не се Мгм. сеќавам. Така, Дека сум бил на Маклавас. Не. така. Не. Вашиот филм беше, значи, Magical Mystery Cure се викаше нашиот. така. Документарец за бендот, тој е уствари првиот документарец за бенд, ја мислам овде. Мгм. Што е направен и тоа ние го направивме на еден интересен фазон да биде као полу-хорор филм, трилер, полу-документарец, полу-есеф. Знаеш, многу откачен. И не знам колку луѓето го знаат, мислам дека немаат појма дека имаме таков филм. Така. Филмот трае саат време. Беше сниман со години, пошто знаеш, спотовите кога ги правевме, ги правевме со намена за филмот. Значи сите беа со една слична тематика и нишка која ќе се употреби покасно во филм. Така. Од каде љубовта за музиката? Од никаде ги. Буквално јас сакав да бидам полицаец, не кев да бидам музичар. Не актер? Ни актер. Не актер. Значи Не актер. сакаше полицаец да бидеш. Стварно сакав да бидам полицаец. Така. И уште мислам дека би бил заебан джандар. Така. Озбилно. Али Кили сакаше да се откаже од мене во случај тоа да го Ако направи. го направиш тоа. Да. Добро, полицаец, не тогаш полицаец, туку милицаец. Не милицаец, него сигурно кој бев некој заебан инспектор, брат. Да, така. Да. Така. За недозволена трговија и Трговија. шверц. Да. Али мајка ми исто ме молеше да не го правам тоа. Мгм. И ја прашав, добро мајко, што сакаш да бидам? Па музичар да бидеш. Добро, што сакаш инструмент да свирам? Па брате, свири контрабас, ти би можел виолончело да свириш. Викам, нема проблеми. Така. И отидов и завршив академија виолончело. Така. И дипломата ми е уште на академијата. А академија им завршено сигурно има 15 години минимум. Може и поише. Мгм. Сигурно поише, бе, брате. Така. Не се ни сеќавам која година сум завршил. Мгм. Да. Значи за виолончело, Јас сум виолончелист. Дипломиран, така. Дипломиран, Тоа да, ја- со сите третипи и медали. Така. Одлично. Кога спомена виолончело, да
споменеме, мислам дека како проект Project Žlust, Да, таму свири виолонче. Таму свиреше виолонче, Да. Тоа беше, мислам, исто според мене еден од најдобрите бендови проекти Да, кои што многу ги има. откачено човече Да. беше тоа Project Žlust. Доста и твои колеги беа нели учесници во тој проект. Да. Па сите Исто што врвни бевме, тоа колеги бевме музичари. заедно друштво од академија, бевме собрани, да. знаеш. И Јацо секогаш не викаше малце шизофренови е ова со ДНО и со Project Žlust, разбираш, него му изгледаше тако, али ние се забавljавме, ни беше гајлеше. Така. Имавте преработки на некои стари македонски, да речеме, песни? Да, во Project Žlust, да. Да. Инаку беше проектот наменет како за филмска музика или... Па проектот беше немаше некоја посебна идеја за што ќе биде наменет. После почна со филм да се забавljаме. Така. За нели на Балкан Кан, не знам, Така. Големата вода и сите тие Олевизе Самулијан, оваа жена му што снимаше како убив светец, се викаше. Филмот, така. Филмот. На Теона Митевска. На беше, Теона Митевска, режија. да. Значи музиката од Project Žlust фактички е искористија за филмска продукција, односно за филмски цели. Не, тоа беше направена специјално за филмот музика. Така. Да. Да, наменски беше направено, ништо не е, знаеш, извадено од подрумче. Така, одлично. Да се навратиме сега на ДНО. Кажи. Ме интересира сега до каде сте со бендот, дали гледаме на неколку настапи имате промена на членови. Значи дел од колегите кои што беа со тебе отидоа да користат, односно да во други проекти или други бендови. Кај вас има некоја свежа крв? Значи во бендот, да речем. Пази, во ДНО секогаш имало свежа крв, пошто поставите не останувале долго заедно. Знаеш, се менуваат. ДНО ти е као едно сладко колаче, брате, да речеме тулумба или баклава. Така. Преубаво е, али не можеш многу. Да. Не можеш многу. Така. Сакав да те прашам сега, тука се појави на екранот некоја предупредување, дали станува збор за батеријата? Некоја од камерите да не ни прекине во моментот на интервјуто. Не, добро, дека се појава сега се сме на изгуби. дигиталец, брате, На се дигиталец, пребацивме, значи, да. Теп, Сега немаме гајле, тепаме со ова. Со оваа камера добри сме. Да. Добро. Па можеме да чуеме музика малку, ДНО, па Може ги да. да, Ќе пуштиме една песничка. Ск. песничка за слушателите и за гледачите. Да. Може. Чувај ме, чувај ти од зла. Невинно битје суштинско. Чувај ме, чувај високо. Погледи умисла се едно. Душа ми ежиш, не можеш да сгрешиш, тоа е бар сигурно. Бакнеш во чело, тело врие врело, се толку слиено. Насмевка мила, несмасна. Добиваш што ке посака. Ја чувам, ја чувам, ја чувам, ја
не снизе високо. Сама по себе доволно. Душа ми ежиш, не можеш да сгрешиш, тоа е бар сигурно. Бакнеш во чело, тело врие врело, се толку слиено. Душа ми ежиш, не можеш да сгрешиш, тоа е бар сигурно. Бакнеш во чело, тело врие врело, се толку слиено. Како е да се биде рок музичар кај нас? Ужасно, Геле. Така. Ужасно. Како е да се биде црнец у Алабама у 40 години? Така. Така исто некако слично е да се биде сега. Пази. Кога ќе ми кажат рок музичар, брате, ја воопшто не сум рок музичар. Така. Значи, таа музика што се случила, така, да, можда луѓето ја викаат рок, ја воопшто не ја гледам. Прво не ја делам музиката по рок, класична, по жанрови воопшто. За мене музиката е музиката. Значи, каква е емоцијата во песната, таква ќе биде и позадината на песната. Разбираш? Каква е емоцијата на текстот, баш на целата песна. Така. Таква ќе биде и позадината. И сега за тие текстови во тоа време, со таа музика што ја слушавме тогаш, испадна ваква музика. Вториот албум, например, е многу пооткачен, многу послободен од концептот. Така. Ослободен е од концепт. Нема никаков концепт, никакви ограничувања, па се ова не е доволно рок или ова не, нема такви ствари. Така. Такви глупости тоа имаше порано, сега веќе не. Едноставно не се ограничувам на стилови, на жанрови, не ме интересира тоа, ако нешто ми звучи добро и тоа е тоа. Така. И сега овој вториот албум што ни беше, што луѓе многу и не го знаат, што ти викам дека е малце послободен. Третиот албум ќе биде сосема друго од вториот албум. Така. Мислам дека ќе заглавам некоја тешка електроника со третиот албум. Ќе се забавljам онака на ангро. На ангро. Дури може и да нема музика во третиот албум, едноставно да бидат звуци. Ќе видиме, ќе се откачиме. Да. Ќе дојде време, ќе видиме, ќе го послушнеме или ќе го промовираме албумот. Со Господ напред. Да. Ми интересираше уште пред да одиме со музика повторно, околу соработката со другите колеги. Или дали има можност повторно да соработуваш и си Зашто да не? Ја не сум никого, мислам, се немам замерено со никој. Так. Со сите сум во супер односи. Нема зашто да нема соработки. Само дали има интерес. Така.
Да. Иначе соработки, why not? Да. Отворен сум за се. Добро, можеме да идеме со музика пак. Why not, брат? Да. Да, може. Да.
Може, да. Добре. Ме интересира се околу музичките влијанија, на пример, од каде црпите. Аха, идемо дале. Да. Добре, ајде. Може? Може. Од почеток да го поставам? Ме интересира се снима. музичкото Да, влијание. да, ме интересира значи музичкото влијание од каде црпиш. Да. Мислам да речем имаш можеби некои од светските музичари кои што ти се омилени па влијанија различни музички, односно од некои бендови или музичари? Гиле, оној што ќе каже дека нема влијание, тој лаже, брате. Така. Пошто кога би немал влијание, не би знаел што е музика. Разбираш? Така да ти мораш да имаш некако внимание, па макар и од Јован Јованов. Да, да. Не разбираш? Така. Така да јас има влијание, пази, сите почна во мојата младост, знаеш што бев различен од другите, што сите ги знаеа добро Дорс, Битлси, па и Ролинг Стоунс. Знаеш, почињаа со тие ствари, ги знаеа текстовите, ги знаеа све, ја тоа ништо не знае, брате. Бело дугме знаеа исто. Ја Бело дугме во живот неам чуем. Ти се верува ли тоа? Озбилно. Ниједна цела песна неам слушана од Бело дугме. Да. И јас не знам како ги бирам песни. Мислам дека музиката мене ме бира, Гиле. Не бирам ја што ќе слушам. Така. Највише се слушам себе си, пошто сум си најинтересен. А не знам зашто. Ама некако најинтересна ми е музиката. Моја. Така. Многу ми се допаѓа звукот на Стинг во 80-90 години. Така. Не на Полис. Не на Полис, значи Не само мислам, соло кариерата на соло Sting. кариерата кога ја почнува со Bring on the Night, Така. албумот. Тој концерт, првиот нивни концерт кој го спремаат во Франција и тамо го одржуваат, тој после Полис. Така. Знаеш, никој нема идеја со што ќе се појават, но тој саунд мене многу ми се свиѓа. Така. Полудувам кога ќе го чуjem тој звук. Озбилно. Да. Тој бубањ, тој добош, тој, знаеш, тие бас гитари, има една мекост, еден филм во тој звук, знаеш, како на филмска лента. И тоа е evergreen, никад нема да умре, барем за мене нема да умре тој звук. Овој денешниот звук е многу напорен. Има едни работи што се викаат транзиенти. Тоа се иницијалните удари на било кој сигнал. Знаеш, например на ова, иницијалниот удар, тоа цк, тоа првото, тоа се вика транзиент. Така. Во денешната музика транзиентите се многу истакнати чисто ради битот, ради таа црнечки R&B, таков фазон, таа мода и на електроника и на све, што мене ми е одвратително, брат. Така. Така. Разбираш? Тој транзиент тврд и современа дигитален звук ми е одвратен. Не можам да го поднесам. Јас си правам по така. Што би рекле ние југословенски. 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 Југословенски, кога сме ке југословенски, ме интересира да речеме конкретно. Гиле, дојди поблиску до микрофонот, брате, те неам. Да. Ме интересира конкретно омилен бенд од југословенските простори. Зна се то, не треба многу да питаш. Така. На прво место се Екаве, Така. после иде Оливер Мандич Така. и трето место е Дино Дворник. Така. Али пази, сите се они прво место. Јас Так. ти ги кажувам само како АБЦ. Како АБЦ, да. А дека е Екаве прво или дека е Да, не, или не, е Оливер не, Мандич не, прв, не, па не, Екаве не, се не. втори, да, тоа не. Тоа се тројцата, не знаеш кој е боли од кој. А пази, а Дино е баш почиња со таа електроника, али и кај него електрониката е помека, поневина, покомпјутерска, а полна. Така. Оваа денес електроника што е има и тие транзиенти денес се оштри, ладни како метал, не разбираш, нема дрво у нив, него баш онака ладен метал кој ќе допреш. Е така ми се. Така мене ми делуваат. Сега малку ќе те навратам, односно ќе те потсетам на кога го спомнавме Дино Дворник, поминувајќи на покрај филхармонија,
кафичот одев на Скопска чаршија, не знам дали беше на некој концерт или пак на некоја изложба или не знам во кафуле во Лакања. Поминав, имаше кавер свирка, тоест настапуваше ти и мислам дека одлично ја изведе песната, номерата од Дино Дворник. Имавме, ги цепавме, зашто прави слон од мене и ти си ми умислима. Да, ти си ми умислима. Да, па може и двете да беа, сега не сум сигурен. Што обично ги цепавме една по друга. Да, така, да. Може би едната завршуваше, па другата почнуваше, битно една по друга беа песните. А што се случува со, да речеме, тезгите кај нас, односно така да може да ги кажеме, нели, дали учествуваш во такви проекти, значи во кафичи, да, нели, направиш некоја забава како музичар, зашто како еминентен музичар тебе треба да ти искористат нормално. Да, пази. И да те повикаат, нели, да направиш одредена програма за да биде интересно, например, таа вечер. Не свирам више тезги. Да, добра. Знаеш зашто? Сега имам фантастично студио со фантастични услови и можност да правам што сакам и уште сум малце во еден брейк после овој албумов втор, али полека почнувам да се екипирам и ќе почнам да го правам третиот албум. Мислам, пази, прво не треба никогаш во животот да си поставиш цел. Така. Знаеш, капиталистичкиот систем не учи да си поставиме цел и што произведува он? Капиталистичкиот систем произведува искомплексирани особи. Така ти најбогатите и најнеуспешните од капитализмот се ужасно искомплексирани. Зашто? Затоа што си поставуваат цел. Брате. Так. Целта е таа која фрустрира и која ти набива комплекси. Не смееш да имаш цел. Гиле, само се фрлаш у водата и оставаш, да не пливаш. Него взимаш дубоко воздух за да не пропаднеш и се пушташ. И тоа е животот, вистинскиот живот. Так. Не е мојот живот музичарот, дно, продуцентот, бла, 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 бла. Тоа мене, брате, ми се само празни зборови. Ништо не ми значи од тоа. Нити дали бакалот ме знаел или баба му на Стојан ме знаела, ме знаеш? Така, Тотално не ме интересира. Значи, ја почнав и тоа можам да кажам оваа година, брате, да го живеам вистинскиот живот. Вистинскиот живот да не ме интересира дали ќе се разбудам, дали ќе имам кеш, дали нема да имам кеш, дали нешто ќе се деси. Едноставно се будам и као во хотелска соба, све ти е платено, all inclusive, брате. Имаме, така се понашам. Да. All inclusive ми е и само гледаш, се забавляме со овие емисии. Шанеш да мафнем на публиката. Се забавляме со овие емисии и тоа некако ме исполнува на некој интересен начин, право да ти кажам. Да. Интересен начин. Иако не правам ништо за себе, правам за други, али самото тоа слугување на другите ме исполнува на еден убав начин. Да. Така да немој да се фураш ако правиш работи за другите. Тоа е благослов, брате, од Бога. Од Бога. Од Бога благослов да им служиш на луѓе. Да им служиш на луѓе. Не да помогнеш. Значи, ако е некој обележан и го гледаш дека не му стои уште многу време, ти, брате, нема што да помагаш тука. Не, горниот више го вика надвор од часовите, ме разбираш? Така. Значи, единствено што можеш е да служиш, да се најдеш, да бидеш cool, и да бидеш корисен во моментот кога треба да се направи некоја работа, например, за едноставно, ја тоа го викам слугување на луѓето. Знаеш, ми се свига да слугувам. Така. Кул ми е. Зашто животот е еден. Да, и знаеш, имам пријатно чувство, знаеш, кога ќе се заврши и некој ќе види Средена готова емисија, Среден, знаеш, му осеќам радост и ја го гледам како се радува. Да. И ми доаѓа фино и на мене исто, знаеш. Да, па тоа баш сега добро што го кажа, баш тоа сакав да го кажам, значи ако човекот кој што е на пример без разлика и соработуваш, па не мора да соработуваш, да ти е комшија, да ти е пријател, да купил нов автомобил, се подновил дома, зошто не би се израдувал и ти? Да.
Преиска споменавме околу Леле, ама грее опремала, човече, да, страшно. социјалниот живот, односно околу да речеме како се однесува публиката на настани, на настапи, на концерти, на Фантастично се во однесува. диско клубови. Пази, супер се однесува публиката, ама таа публика што е дојдена специјално да се го забавува. гледа дно. Да, да го Да го гледа гледа дно. Така. Например, во кафана публиката додека не ги пукне алкохолот, многу не реагира. Само што ќе ги Пукне пукне, алкохолот. журката е Почната. почната. А на концерти журката беше почната од моментот јас кога ќе искочам на сцена. Тоа ми се свига. Знаеш, јас концертите ги доживувам како представа, како Како порано кога немало телевизија, знаеш, во племињата и во камено време и во па дури и покасно имало раскажувачи. Разбираш, тие биле нешто како медиум, како врска, помеѓу Бог и па не само такви Така. раскажувачи, него и раскажувачи во племето, знаеш, навечер се собирали, Бират, како или што имаме покрај ние огнот. movie night. Мгм. Они, знаеш, покрај огнот си лежат и И станува раскажува. главниот шаманот станува и почне така. да раскажува. И знаеш, има еден таков Момент, шмек. момент на здружување и на, не можеш да кажеш окултистички момент као на култ, не е така, него една убава природна боја, атмосфера, добра мисла. Знаеш, во кафанак има луѓе што нема да те сакаат. Тоа, ако си сензибилна личност, го осеќаш Да, одма. одма. Можам да ти ги посочам кои во кафаната моментално не ме сакаат, разбереш? Тоа го немаш на концерт. Така, Ги нема тие дрипци кои седат и тамо се име криво што си ти тамо, а они вамо. Да. А не треба да им биде. Јас не сакам да сум тамо. Ја гладко би се менил со дрипецот, да бидам со неговата девојка на маса у тој момент. Ме разбереш? А не да свириш. Да, а не да свирам. Да. Да. И него да го забавljam. Да, точно. Секако. Подобро парче кој ќе се. Понижниот пол. Да. Да. Кај си бе ти до 7-12 сати? Па што ако е 12 сат? Како бе па што? Како бе па што па ти сакаш да ти искористи некоја алкохолизирана джукела? И боле алкохолизирана джукела него чорбаджија. Што прича, бе? Остави го девојчето на. Како да го оставам? Ја у 10 сат сум се прибирал у Ајде, него. не заебавај. Ајде, у 10 сат, тачно дома сум бил. Не Ајде, заебавај, игри ти остави све. го девојчето на. Плеши. Приди малку поблиску и погледни дека знам како да мислам, а како да сонувам. Немој да се плашиш, можеш да ми кажеш се, надвор убав ден, толку прекрасен. Ова е пат од кој не смееме да свртиме. Ова е пат кој не смееме да го изгубиме до еден поглед, безброј прашања, еден допир, вода сред пустина, ладна пот ме облива и да ветер полн со љубов, страст и еуфорија. Ова е пат од кој не смееме да свртиме.
спреш. Не можеш да го сватиш, да го пратиш, да го фатиш. Еј, да го фатиш. Тешко струја без чорбаджија. Сега сакав да те прашам околу албумите, значи официјални албуми сега имате во моментот 3, така? Не, 2. Два. Третиот, значи уште се подготвува. Не се подготвува, Гиле, тој се подготвува само во мојата глава. Значи се уште не е, Да. значи Пази, реализирано. имам ја дема направено. Значи имам дема од неколку ствари. Чак што више се изненадив на една ствар, дури имам и англиски текст. Што е чудно, пошто јас многу го сакам македонскиот јазик. Али едноставно песната повикуваше на англиски. Така, Значи не е никаков проблем да комбинираш и англиски јазик. воопшто. Зошто нели еве наназад цело време континуирано Пази, на работите првиот на македонски јазик. Да, нели? на првиот албум имаме кога тогаш е мешана, пола англиски, пола македонски е песната. Да. А Sweet Love на тој албум е така, исто скроз на англиски. На англиски. Да. Така да ние си имаме, пази, тој албум првиот искочи од скроз еден друг англиски албум кој не е издаден. Го немам со различни песни. Тамо има исто и Джиан доста композиции на тој албум. Така. И е многу интересен, али на нив не им се свигаше, пази, не им се свигаше затоа што не беа во концептот сите песни, што на мене ми беше стварно чудно. Јас сакав сите да ги издадам, пошто сите беа преубави песни. Сите се преубави, мене тој Да, албум сите ми е беа преубави омилен. и многу ми е криво што англиски, ја и го немам англискиот албум. Јас го немам англискиот. Ми кажува дека некој друг тип, не знам кој беше, ми кажа дека го чул негде кај некој друг тип, кај исто на него не му те кинеше. Викам, како го има? Викам, на CD го има, не сте му дале CD некогаш и он Така, го има, така. али не му текнуваше кај колку го чул. Леле, викам, го немам тој англиски албум цел, човече. Неверојатно. Околу Unplugged-от, Да. односно што ве привлече да направите Unplugged? Па немавме направено Unplugged. Мислам, не бар со дано и... Пази, сите тие песни се правени на акустична гитара. И ствари сите песни добро звучат Unplugged, Така. пошто се така правени. После составени електричните Да, светла, гитарски звук да биде гитарски на звук, албумот. да. Иначе сите песни се правени на акустична гитара и сите песни добро звучат на акустична гитара. Да. И затоа го направивме Unplugged-от. Unplugged сега овој, а и беше прв Unplugged на бендов, На не сме дано. имале така. Да. Одлично. Можеме да одиме повторно со музика, па се враќаме нели во студио. Ајде Гиле, брат. Удри го, Гиле, удри го. Чекай.
назад нема не. Гладна цевка зјапа очи ве мој две. Ау! Заремен се гушам јас во прашање. Каде заебав овој пат, Господе мој, Господе мој. Вистина е да тишина што вреска силно не поднесувам. Чекам тој да пресуди и да стави крај на се. Чекам да ме упука, а јас мразам чекање. Или заборави ме. Облечи или остави го сонцето да избере. Облечи или заборави ме. Облечи или остави го сонцето да избере. Така. Ајде ги лепичиме. Добро, да, може. Сега планови во иднина, дали можеме да очекуваме, значи те прашав, не очекуваме некој концерт, меѓутоа албумот ќе биде издаден, речеме. Овој трет албум, дали ќе откриеме нешто околу албумот, нешто име, дали Преска спомена кажи. околу електрониката, нели со... Па сакав да биде електроника, мало овие 2, 3, 4 дема што ги имам воопшто не се демата со електроника направени. Так. Повторно се направени со гитари, со... Не знам, Гиле, ти викам, тоа е моја желба. Сега ќе видиме дали можам јас да ги направам у електронска прича или не. И дали ќе има потреба за нив. Пази, самите песни се кажуваат, Гиле. Ја тотално немам врска со тоа. И ако ти каже дека некој што знам, пази, гледав еден стоп. Гледав еден YouTube клип за Майкл Джексон. Така. Он кажува за своето творештво. И вика, кога ќе ми дојде идеја за песна, моментот кога ќе ми дојде идеја за песна, трчам у студио и ја снимам одма. Зашто? Затоа што ако ја не ја земам, иде кај Принц. Тоа е следеча станица. Да. После Майкл Джексон, ако не ја прифати, иде кај Принц. Немој да мислиш дека тоа е заебанција и немој да мислиш дека Майкл Джексон е луд. Да, така. Воопшто. Јас немам мој ни еден текст, ни една песна. Ништо немам мое, брате, сем продукцијата. Така. Тоа што го имам јас и што го добивам јас, го добивам во еден момент.
и го добивам, не го измислувам. Пошто мене кога ми стига идеја за песна, мене ми стига целата песна. Знаеш, као мејл која ќе ти стигне. Све туто комплето стига, брате. Со текст, со музика, со аранжман, со све. Ја песната ми шиба у глава. И шиба некој 10 минути ја имаш песната у глава, немаш поише. Ти за 10 минути треба да направиш све што ти е интересно, да одвоиш секоја линија што ја слушаш, што е интересно, дали се тоа дувачи, дали се годачи, дали се гитари. Одма да седнам да земам гитара, да зимам телефон, знаеш, поред мене снимам и викам гитара и почињам да свирам Свириш. гитарата, го зимам басот, викам бас, го свирам басот и тоа све ги имам така линии посебни на телефонот како посебни линии. И после од нив ја почињам да градам. Пошто ако за 10 минути не го запишеш и не го запамтиш, таа исчезнува како сон, гиле. Значи, многу пати сум си пробувал да наоѓам маркери, да ставам маркери. Значи, спијам са бајле, се будам у 3 саат са бајле, доаѓа песна, немам сила да станам, ме разбираш? Така. Доаѓа песната и сега, пошто немам сила да станам, си викам, песната иде вака, значи почиња као, не знам, од Фреди Меркјури таа песна, строфата, па онда рефренот е као онаа другата песна, Така. и ти кога ќе станеш и ќе кажеш, сега запамтив, знаеш, сега иде вака и го слушаш пеењето на Фреди Меркјури, нималку не те потсеќа на таа песна што ти дошло у 3 саат са бајле. Така. Рефренот од оваа ништо врска нема, брате, други песни се. Разбираш? Значи, нас песните не ги праќа еден и единствениот шеф, наш, така, Севишниот, не ги праќа и ако ги собереме у кофичката, ако не, отиде кофичката кај друг, брат. Така е, точно. Да знаеш. Друг И тоа е иде. со секоја идеја, да Да. знаете. Одма снимај, одма запишувај, не джабе евреи кажале, нели будала памти, паметен запишува. Запишува, да, Да. така е, така е. Да. Ова, значи, уште малку за пред да го заокружиме разговорот, ме интересираше, значи, можеме да очекуваме самостојно да го изготвиш албумот, односно... Не. Зависи. Зависи. Мислам, дали ќе учествуваат некои други музичари, колеги, Па или јас ти ќе... очекувам да учествуваат овие што се сегашните. Ама така. не знаеме како оди времето, Гила. Работи се дешаваат чудни. Да. Ти јас те викам ова на дно, може да е 10-та, може да и 15-та поста. Така. Овие млади сега што дојда Бодин, Гордан и Филип, фантастични дечки, они ја одсвираа, го фатија тој филм, пошто овие песни за кои им зборев јас веќе ги имав навежбано на баси со пеење. И на нив така им ги свирав со баси со пеење. Разбираш? Чап, Така. чап. Ке им ги одсвирам и они после си прават гитари. И мислам дека најновата постава со Бодин и со браќата некако суптилно, убаво и нежно ја донесоа таа, пошто со Мишко и со Тони беше порокачина. Така. Што се звучевме као екаве, беше онака По-мокна, по-енергетски. по-панк, Да. знаеш. А овие деца донесоа една суптилна, фина, урбана енергија која мене ми се допадна. И ме однесува на некое сосема друго место. Некои песни ги сменивме во темпо и во карактер. Да, може да забележиме дека малку побавно се оди, да. например, не толку енергично, Да. например, доста повеќе на балади, односно на некои посмирени, да речеме, песни, отколку на брзи енергични, нели? Да, баш така. Да. Мислам дека- По-емотивен албум. Да, мислам дека третиот албум ќе биде уште поспор. Така. Уште поспор од вториот. Од вториот. Да. Така. Значи нема да очекуваме некои, да речеме, песни кои што ќе бидат брзи и енергични, туку баш Па еве, по- Arctic Monkeys ги знаеш? Да, како не. Каков им е тој албум? Рокачина, пичат. Да, по гитарски, нели, Така. по-брзи. Сим го чули новиот албум? Новиот албум го немам чуено, ама Тој е као да слушаш песни од 50-60 години, онакви Oh, my darling. Такви се Да, детекнува со такво вибратенце. Да. Да, многу се интересни. Пази, мислам дека они дошле до тој стадиум да немаат потреба да им се допаднат на луѓето.
Да, едноставно Знаеш, доаѓаш моментот. во креацијата и кога стануваш бенд, доаѓа до еден момент кога тебе повеќе публиката не те интересира. Те интересира само чувството кое го Чувството, добиваш да. од тоа што го правиш. Да, и да ги изразиш своите емоции додека Да, си го да ги работел, изразиш своите емоции. албумот и Додека кога си на почеток сакаш да се докажеш и да се и допаднеш. да Да. се докажеш и допаднеш, баш така. така. Сега Да ги импресионираш, да ги малку, импресионираш, нели? да. Ама тоа доаѓа и со младоста, знаеш. Да, така. Значи, ја кога сум почнал, тоа било 2001 година, малтене пред 30 години од сега. Да, да. И нормално е кога си млад да сакаш да те знаат, ама сега тотално не сакам да ме знаат. Да, И точно. не ме интересира ни слава, ни дали им се свиѓа на публиката, ни дали не им се... Тотално сум незаинтересиран. Така, битно Значи, е... правам само за себе и за шефот. Така. Ме разбираш, а кој сака да се фати на орото? Бојрам. Добре дојден. Стварно е добро дојден. Пошто Така, пази, во целата таа музика што ти викам е толку чиста и толку божествена, Така. бидејќи тој лично ми ја праќа. Бистра капка батнува длан, а листот падна од себе сам. Полна душа прашуваат се, кажи крајот дали баш вако е. Мислиш ли, кругот врти последен пат, се сеќавам на она што знам. Заиграј со себе и биди другар, ајде кажи ми. Вреди ли? Живот е јасно привидение, учи душа љуби ме, човек види ти на се и ајде друга кажи ми. Вреди ли? Подарок од Бога милувај.
Јас сум само изведувачот на работите. Ме разбираш? Така. Не сум ја креаторот на музиката. Да. Друг е креаторот. Тој што ќе каже ја креирам мојата музика, тој е глуп. Озбилно ти кажувам, тој е глуп, не сваќа од кај му се идеите. Така, мене ми текна, ти текна тебе, брате, колку што ти текна, ме разбираш? Значи, уште луѓето не се свесни за димензијата во која што живееме. Не знаат дека планетата е една книга, да не речем мрамна книга, која е составена од многу страници наречени димензии, која е како на исто место се случуваат милиарда светови. Така. На истото географска положба се случуваат различни случки, како што во телевизорот или во книгата имате различни страници, а на телевизорот имате различни програми, така на нашата така наречена планета ние имаме различни димензии. Така. Различни димензии, Гиле. Кои луѓето уште не ги согледуваат тие работи. Нешто не ги согледува, него не им текнало дека тоа е така, дека ова е еден чуден матрикс во кој се наоѓаме, уствари едно матрикс школа. Така. Ова нека го следат и луѓето кои што не мислам, па и тие што живеа во генерација на пример на постарата држава, а и сега новиве генерации, нели кои што се нели родени во самостојна нели самостојната држава наша сега нели Македонија, да знаат дека и претходно во таа стара држава имаме брилјантни нели музичари, односно основата од таму ја црпат и ја црпиме. Не може да кажеме дека тоа не било добро, да речеме, секако. Не. Никој не кажува дека не е добро, напротив. Некој гледам дека не се согласува со тие работи, нели, помладите генерации. Тој некој нека дојде тука јас да го седнам, нека направи пред мене една песна. Ме разбираш, тој некој ќе го седнам тука до мене и ќе му кажам ајде дечко седи. Еве микрофонот е пуштен. Почни да пееш, поклони се и почни, ме разбираш? Како на аудиција. Да, од кога ќе направи нешто боле од тоа што го критикува, тогаш ќе му речем дечко стварно имаш право. Да. Фантастичен си и тоа е тоа. Со луѓе во 90-ти години навака не можеме да се разбереме. Значи тие се како родени во 90 за на голиоток. Така е, брате мој. Така е, брате мој. Тоа... Како да им зборуваме на други јазици, да не зборуваме нели на македонскиот јазик, да зборуваме на друг јазик, не можеме да се разбереме. Да. Тоа е проблем. Лошо. Добро. Во главном ги исцрпивме сите, мислам, теми разговоров до некаде, така да мислам дека им се допаднавме на луѓето за ова интервју, да го наречам или разговор, подкаст. Мио ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш дел од подкастот на Радио Мов Герила Радио. Па Герила Радио, јас сум дел од Герила Радио. Од Герилата си ти дел. Од Герилата сум јас, со чин... сме Герила. Пуковник Мајор. Да, со чинот Пуковник Мајор, да. Ти благодарам што ја прифати поканата, ми беше чест мене што ми беше гостин, зашто на вистина те почитувам како музичар, односно целото семејство Поп Христови ги почитувам, значи во разлика кој сегмент нели, односно која професија, дали е актирската, дали односно уметничкиот дел, така да и брилјантен актер, музичари, семејството, така да продолжите понатаму. Јас ти посакувам нели пред се тоа што сакаш да ти се оствари нели понатаму, како што сакаш ти сам нели да ти испадне нели албумот, да собереш добра екипа, повторно нели истата екипа. Јас се надевам. Јас би сакал да ве видам на еден поголем концерт. Мислам бендот и ќе ми биде чест да присуствувам. Мислам дека ќе им се допадне и на луѓето. Мислам другите кои што ве слушаат фанови, ама мислам дека и на другите кои што не знаат многу за вас и не ја познаваат и не ја слушале вашата музика, мислам дека пак ќе им се допадне, бидејќи во ова време мислам дека им треба некоја освежување. Гиле, човече, све зависи од пропагандата. Жими све ти кажам.
Така. Сега нас да не има по радија цело време, као што ги има другите, нели, овие другиве луѓе, и да не има по спотови, Така. луѓето ќе почнат да слушаат таква музика. Све е до тоа што им пушташ на луѓето. Алгоритмот што им пушта на луѓето. Да. И уште да се надоврзам, значи да се оставим технологијата, нека одат повеќе во парк, нека ги земат гитарчињата, Така, бе, нека си брате. седнат на трева, нека си Нека музицираат си како што уживаат, беше нека си пијат, актуелно во нека нашето си време. пеат, Да, како што го Тоа е поминувавме нели поголемиот дел од времето таму. Да, Или во не на градскиот овие парк. глупи социјални мрежи Мрежи, да губат така е. време и да се нервираат, пошто они сами знаат, кога ќе седнете са бајле рано и ќе почнете да ги читате социјалните мрежи. Убаво вие. Но како подолго поминува денот и времето и све вие станувате се понервозни, а не знаете зашто. Така е. Затоа. Да го батало тоа. Батали то, брате, тоа е лош доуп. Лоша дрога е. Не ја користете таа, драги мои млади пациенти. Ми ти благодарам уштинаш. Се гледаме во некој издание друго и да ги поздравиме драгите слушатели и Да. гледачи на овој Гиле. подкаст. На Гиле подкаст. Гиле подкаст, Гиле радио. Поздрави и секој е честитки. добро. Чао, пријатно. Чао. Чао. Добро.